Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, да ги проследиме настаните кои што го одбележа овој питочен ден. Нов инвестициски циклус од 1,8 милиони евра за македонска каменица, најави председателот на владата Емил Димитриев, кој присуствуваше на одбележувањето на 10 годишниот јубилеј на рудникот Саса. За околу 270.000 ученици во основните и средните училишта денеска заврши наставата во учебната 2015-2016 година. Автомобил вчера вечер усмрди велосипедист во Штип. Причина за трагедијата е алкохолот, кој кај возачот бил измерен во количина од 1,23 промили. Ова издание на Дневникот го започнуваме со дневните политички случувања во државата. Лидерот на ВМРО ДПМН и поранешен премиер Никола Груевски денеска се одзва на поканата и пристигна на распит кај судијата во претходна постапка во Кривичниот суд во Скопје, како осумничен во случајот ТНТ на специјалното јавно обвинителство. Груевски изјави дека не планира да ја напушти земјава, нема никаква вина и дека мерките за предпазливост од судот се нарачани од оние кои што стојат зад специјалното јавно обвинителство. Живееме во еден период во кој што човекот кој што изјави дека не ги почитува судовите, односно дека не ги признава судовите во Македонија, свесен е за својот политички рейтинг, свесен е за големата неподршка што има од страна на граѓаните, свесен е дека изборите наближуваат и дека нема да може уште долго да ги одговлекува, и преку контролата која што има во развојето во СЕО, се обидува да ги изрелативизира работите и да се обиде преку вакви абсурдни покани во судот да и мене и моите соработници не прикаже исти или слични како него. Тоа се обиде и во текот на минатата година преку неговите пресконференции на кои што се објавуваа фабрикуваните материјали и не успеа. Потоа се обиде со тоа што издействува 100 дена пред изборите да има друг премиер за спроведување на избори, верувајќи дека на тој начин ќе дојде на власт, дека на тој начин ќе го промени мислењето на граѓаните, не го промени мислењето на граѓаните и сега се обидува на трет начин, на начин на кој што постојано ќе бидам повикуван заради апсурдни причини во судот и ќе треба да давам вакви изјави, да се правдам, иако немам никаква вина, за народот да ја промени перцепцијата и да почне да мисли дека можеби и ние сме, и јас и моите соработници сме слични на човекот кој што даваше изјави дека не го признава судот во Република Македонија. Нов инвестициски циклус од 1,8 милиони евра за македонска каменица, најави председателот на владата Емил Димитриев, кој присуствуваше на отворањето улица во центарот на градот, што го поврзува со Каменичка река. Премиерот Димитриев денеска присуствуваше на одбележувањето на 10 годишниот јубилеј од рестартирањето и 50 години од отворањето на рудникот Саса од македонска каменица. Рудникот за олово и цинк Саса од македонска каменица денес одбележа 10 години од рестартирањето. Еден од 5 најголеми рудници за олово и цинк во Европа е еден од ретките примери на стопанисување со ваквиот вид на природно богатство, истакна премиерот на Република Македонија Емил Димитриев, кој лично присуствуваше за одбележувањето на овој голем јубилеј за македонска каменица. Рударството како гранка ни е од исклучителна важност како влада, бидејќи има огромно влијание на стопанскиот развој на државата, на растот на бруто домашниот производ и со цело внимание и во изминатиот период и во натамошниот период ќе се однесуваме кон овој сектор. Во минатото доста законски интервенции се направија се со цел да се помогне на оваа гранка од индустријата, меѓутоа стоиме на располагање и во иднина со квалитетни предлози и идеи од вас кои што директно работите на оваа материја да дополнително ја подобруваме нормативната и законската легислатива која што на еден начин го детерминира вашето работење. Генералниот директор на рудникот Александар Раков најави продолжување на инвестициите во рудникот и воведување на нови технологии во насока на зголемување на безбедноста на вработените. Се надевам дека како и до сега така и во иднина ќе се залагаме кон максимална безбедност при работењето. Посебна благодарност до владата на Республика Македонија и до локална самоуправа на општина Македонска Каменица за всеопфатна поддршка за создавање
поволна бизнес-клима и за доделывание на проширена концессия за експлоатация на рудник Саса. Градоначалникот на Македонска каменица пак оцени дека успешното функционирање на рудникот Саса значи и успешно функционирање на самата општина. Тесно сме поврзани со функционирањето на рудникот, практично се она што го реализираме и сите наши резултати можем да кажем дека се заеднички. Успешното функционирање на рудникот Саса значи успешна приказна из општина Македонска каменица. По повод денешниот голем јубилеј во Македонска каменица беше пуштена во употреба и ново изградената улица во централното градско подрачје. Проектите кои досега се реализирани во Македонска каменица се пример за тоа како со заеднички сили и напори, како со заедничка работа на владата и на градоначалникот може да се решаваат проблемите на граѓаните, да се подобруваат условите за животот и да се инвестира во поуспешна општина. Инаку големиот јубилеј 10 години од рестартирањето на рудник Саса вечерва ќе биде заокружен со ексклузивен концерт на балканската звезда Каролина, како и Љубојна Брас Фантази. Остануваме со рударството. Следи убава вест за рударите од Злетово и Тораница. После поништувањето на хипотеката на димотот на овие рудници, од денес истиот е ставен на продажба, со што се отстранува и последната пречка за брз рестарт на овие рудници, изјави денес премиерот Димитриев во Македонска каменица. Најбрзо што ќе се случи е стартот на рудниците Злетово и Тораница. Денеска можам да кажам дека е објавата дека ќе се продава имотот, значи последната пречка пред стартување на овие два рудника. Во понеделник следи огласот. По завршувањето на огласот, изкупување на имотот, значи претпоставувам дека имотот ќе го купи компанијата која што доби концесијата. Ќе имаме брз рестарт отприлика за месец дена на Злетово со полн капацитет и на Тораница, меѓутоа на Тораница нешто покасно ќе биде со полн капацитет ради одредени интервенции на одредено извозно окно. Значи овие два капацитети кои што досега беа во едно исклучително тешки услови, тешко работеа, рударите и граѓаните не беа задоволни. Сметам дека ќе го фатат чекорот и ќе земат пример од вас тука од Каменица и од Саса како треба да се работи на економски план, како треба да се работи со вработените и така натаму. Советот на Источнопланскиот регион денес во Македонска каменица одржа седница на која беше подпишан договор за буџетско финансирање на работата на центрите за имплементација на проекти и други активности. Денес во Македонска каменица се одржа седница на Советот за развој на Источнопланскиот регион, на кој беше подпишан договор за финансирање на Источнопланскиот регион од страна на Министерството за локална самоуправа. Денеска сме тука за да подпишеме договор за соработка за финансиски одржлив и активностите што ќе ги имат Источниот плански регион од 1.200.000 денари. Исто така треба да наведам дека од буџетот на Министерството за локална самоуправа доделени се средства за Источниот плански регион на 34 милиони денари и тоа е во три категории. Во првата категорија значи се средствата доделени за развој на центрите за регионален развој, едната се за специфични развојни потреби и другото за селата. Од Источнопланскиот регион се надеваат дека ќе се остварат зацртаните проекти. Добиваме уверување дека ќе имаме разбирање за она што е зацртано во Законот за равномерен регионален развој и дека заеднички ќе настојуваме да тоа што е зацртано да се остварува и понатаму, односно 1% од буџетот на Република Македонија да биде наменет за равномерен регионален развој. 21 милион денари од Министерството за локална самоуправа се наменети за Источнопланскиот регион за 2016 година за два веќе реализирани проекти, но со заштедени средства од електронските аукции и дополнителни средства од Министерството во тек е реализирање на уште 4 проекти во 11 општини. Во завршна фаза на реализација се 4 проекти. Еден проект е развој на езерскиот туризам. Се работи за општина Кочани, општина Берово и општина Македонска каменица, значи трите езера, изработка на целокупна инвестициона техничка документација. Вториот проект е фактички регулација, атмосферска регулација во општина Чешиново, Облешево, општина која што имаше големи проблеми на овој дел. Третиот проект е регулација на Кочанска река и тој проект е во завршна фаза и еден доста значаен проект во кој што се вклучени сите 11 општини, повторно обезбедени средства од Министерството за локална самоуправа, од заштедените средства и вториот повик, се работи за изработка на сообраќајни проекти за сите 11 општини во планскиот регион, значи кружни токови, паркиралишта, паркинзи, станици за локални автобуси и така натаму.
Со средства обезбедени од швајцарската агенција во општина Македонска Каменица ќе се започне и со реконструкција на дел од конаците на манастирскиот комплекс Еленец. Сите сме запознаени дека сите конаци или делови од тој не се целосно реновирани, со поддршка од швајцарската агенција и со сопствено учество, со поддршка на регионот, ќе реконструираме уште една од овие згради, така да комплексот веќе ќе заличува на целосен. Одгледувачите на говеда од Кучанско разговараа за мерките за заштита од болеста јазлеста кожа. Средбата во организација на мрежата за рурален развој и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството беше со цел да се едуцираат сточарите како да ја заштитат стоката од болеста јазлеста кожа. Општина Кочани е единствена во источниот регион каде не е забележена оваа болест. Појавата на болеста јазлеста кожа кај говедата и заштита од истата. Тема на средбата што во организација на мрежата за рурален развој во Македонија и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани се одржа со одгледувачите на говеда од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Средбата е дел од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Изработивме материјали, брошура и постер за јакнење на свеста кај фармерите што треба да превземат пред да се појави оваа болест. Значи веќе кога е сега појавена болеста, штетите се големи. Меѓутоа со професорот Методија Трајчев денеска ќе се обидеме да им кажеме на сточарите што треба да превземат како мерка превентивна за да не дојде до заболување и ширење на оваа болест. Од регионалниот центар од Штип од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството истакнаа дека во неколку општини во Источна Македонија ја има болеста, зашто веќе се вакцинираат говедата. Што се однесува за Кочанско, нема појава на болеста јазлеста кожа. Веќе имаме направено контакт со сите земјоделци, посебно сточаристите каде има појава на ваква болест и тие и додека другите кои не се информираме ги задужевме вака преку медиумите и преку другите расположиви средства за да дојдат и на време ги пријават животните заеднички со ветеринарните станици, значи во Штип и во регионот, во истиот дел на регионот за да презема заеднички активности. Ваквите предавања за сточарите се добре дојдени. Затоа сум дојден да чуеме како ќе можеме да го спречиме тоа. Како треба да ги излечиме или да ги вакцинираме кравите. Пред присутните одгледувачи на говеда од Кочанскиот регион за болеста јазлеста кожа и мерките за заштита од истата зборуваше професор доктор Методија Трајчев од Факултетот за земјоделски науки и храна. За околу 270.000 ученици во основните и средните училишта денеска заврши наставата во учебната 2015-2016 година. Учениците деновиве имаа екстерно тестирање по 2 предмети, од кои резултатите се очекуваат на 17 јуни. Матурантите овој месец ги полагаат 3 екстерни предмети од државната матура, од која им зависи запишувањето на факултет во август. Основците и средношколците од денес на летен распуст. Денеска заврши школската година. Учениците по напорните училишни денови подготовки за екстерното тестирање најпосле ќе можат да уживаат во долгиот одмор. Учебната година денеска 10.6 заврши, екстерното тестирање заврши, уште имаме утре тестирање на 11, 306 дечиња ќе се тестираат. Уписот за прво одделение успешно го спроведовме, 108 дечиња се запишаа за наредната учебна година. А како учениците ќе го поминат летниот распуст? Ќе се дружам повеќе со дружините, ќе одам на фудбал, ќе играм кошарка, се. Нели знаеш? Јас летниот распуст ќе го поминам со моите пријатели, ќе се забавуваме и многу други работи. Ќе одиме на базено. Инаку училиштето има интересен проект. Веднаш од следната недела, основното училиште Димитар Влахов од Штип започнува со проектот Размена на деца, кој успешно се реализира веќе 3 години. Учениците, 8 ученика од нашето училиште и други ученици од Република Македонија заминуваат на размена на деца во Троген, Швајцарија до 36. Тоа е проект со размена на интеркултурна размена во Швајцарија и ќе бидеме таму 15 дена. Станува збор за работилници кои ќе бидат спроведувани од страна на ученици од Македонија и целиот Балкан на тема правата на децата.
Стимул за студентите ќе биде вработувањето на 100 најдобри студенти во администрацијата, проект кој би требало да се реализира од август 2017 година. Заменик министерот за информатичко општество и администрација Тимчо Муцински појасни дека се очекува предлогот да биде изгласан следната недела од страна на собранието, а доколку се случи тоа, мерката ќе биде применета во август следната година. Со оваа политика група на млади кандидати ќе бидат инволвирани во административната служба, што ќе резултира со нова енергија и стручност во оваа дејност. Од друга страна, мерката представува и стимул. Колку поголем е квалитетот, толку е поголема и веројатноста да обезбедите вработување во јавниот сектор, вели Муцински, потенцирајќи дека овие места ќе бидат поделени помеѓу 5 најдобро рангирани факултети во Македонија, а постапката се состои од 3 фази: административна селекција, тест за административен службеник и тест за личноста. Општина Кочани нуди на продажба 11 парцели за индивидуално домување, 5 парцели за викенд куќи на Пониква и 4 за индустријски објекти. Се нуди една парцела за изградба на хидроелектрана кај браната Градче со површина од 940 метри квадратни. Според информациите на стручните служби, 2 парцели за индивидуално домување се во местноста Прокарка, а другите се во населба Усова Чешма и во Оризари. Рокот за поднесување на потребната документација за учество во јавното надавање за сите градежни парцели е до 11 јули. Почетната цена е 61 динар за метар квадратен. Јавното предпријатие ИСАР започна со темелно чистење и уредување на детските игралишта. Ке бидат опфатени сите детски, спортски и рекреативни паркови во општината. Надлежните со апел да не се уништуваат детските реквизити во игралиштата. Едно од најстарите детски игралишта во штипската населба Леваци доби нов лик. Вработените во јавното предпријатие ИСАР денес привршија со активностите за уредување на овој простор и поставија нова урбана опрема. За реновирање на игралиштето јавното предпријатие одвои минимални средства од сопствениот буџет за децата од оваа населба да можат и понатаму истото да го користат за рекреација во слободното време. Беше претходно направено и уништено, поставивме нова мрежа некаде околу 150 метри, направивме 3 порти, 3 врати за да може да се затворат самото игралиште. Значи комплетно го искосивме и чистивме. Еве сега веќе работиме на средување на детските лулашки кои што беа во многу лоша состојба. Овде во населба Леваци многу генерации израснале на ова игралиште, така да многу носталгично се врзани кон него и ние ќе го одржуваме редовно ова игралиште. Екипите на јавна чистота се задолжени за одржување на хигиената на овој простор, но оттаму апелираат и граѓаните совесно и одговорно да се однесуваат при користење на ова игралиште. Денеска вработените од јавна чистота при јавното предпријатие ИСАР детално го чистат и го уредуваат детското игралиште во населба Леваци и така ќе биде и понатаму, таму кај што ќе треба да работат, ќе ја работат често и поштено својата работа. Еве гледате денеска сите вработени од јавна чистота се на своите работни места. Идната недела ќе бидат поставени и останатите детски реквизити, со што комплетно ќе биде завршено уредувањето на овој простор. До понеделник ќе се трудиме да ги завршиме и другите работи. Градата слика во населба Леваци на игралиште, детското игралиште да биде сменета. Трафостаницата ќе биде офарбана, зидчето позади мене ќе биде офарбано и детските лулашки ќе бидат комплетно средени, со тоа што децата ќе имаат едно убаво катче да се играат во нијата населба. Јавното предпријатие ИСАР ќе продолжи со акции за уредување на сите детски игралишта на подрачјето на општина Штип. Во понеделник ќе се уредува игралиштето во штипската населба Пребег. Вчера вечер во Штип на крстосницата на улиците Партизанска и Борис Крајгер се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби лицето ДБ од Штип на возраст од 59 години кој управувал со велосипед. Во него удрил автомобил Алфа Ромео со штипски регистарски таблички управуван од 37 годишен штипјанец со иницијали ГД кој бил под дејство на алкохол, исто како и неговиот сопатник. Кај возачот при алкотест биле измерени 1,23 промили алкохол во крвта,
минута, а кај сопатникот 1,87 промили. Повредениот велосипедист починал на лице место. Смртта е констатирана од лекарска екипа на итната медицинска помош. По наредба на јавен обвинител, извршена е обдукција на телото на починатиот. 13.000 патници од 7 бродови крузери што утре се очекува да пристигнат на пристаништето Пиреја ќе најдат на сериозни проблеми заради продолжените штрајкови на пристанишните работници кои протестираат против приватизацијата на двете најголеми пристаништа во земјава, во Пиреја и во Солун, информира весникот Импресија. Пречки се очекува да се појават и при товарењето и растоварувањето на багажот на патниците од крузерите, при нивното полнење со гориво и при префрлање на контејнерите од нив. Синдикалните здруженија на пристанишните работници вчера одлучија да ги продолжат штрајковите. На нивните протести се противат представници на бродски компании кои предупредуваат на сериозни последици од овие штрајкови за туризмот и грчката економија. Официјална ати на приватизацијата на пристаништата им ја вети на меѓународните кредитори во замена за очајно потребните спасувачки заеми. Издавачот на грчкиот крајно десничарски весник Акрополис Панајотис Маврикос под се уште неразјаснети околности жив изгоре во својот автомобил. Инцидентот се случил на обиколница кај Атина, откако неговиот джип Порше Каен од непознати причини се запалил во движење, информираат електронските весници во Атина. Издавачот е меѓу обвинетите за кривично правниот случај новинари и рекетари. Во февруари тој беше уапсен, но веднаш потоа и ослободен. Властите тогаш информираа дека група новинари формирале криминална група и неколку години од повеќе државни службеници од јавните предпријатија со изнуда добивале пари за реклами. Полицијата работи на сите верзии од инцидентот, а не ја исклучува и можноста за намерно палење или поставена бомба. Министрите за надворешни работи на Турција, Полска и Романија се согласуваат за проширување на системите за противракетна одбрана на трите земји. Ова го изјави првиот турски дипломат Мевлут Чавушоглу на пресконференцијата по политички и воени консултации меѓу министрите на трите земји во Варшава. НАТО има балетистички проектили и во Турција. Тие се распоредени во трите земји со одбранбена цел. Ние дојдовме до мислење дека противракетниот систем треба да биде проширен така што да се обезбеди заштита и на трите земји и нивното население, изјави Чавушоглу. Според него, сериозна опасност за безбедноста и стабилноста во регионот представува агресивната позиција на Русија. Со надпреварот меѓу домакинот Франција и репрезентацијата на Романија, денес започнува 15-тото европско фудбалско првенство, кое ќе трае 1 месец. Надпреварите од европското првенство ќе се играат на 10 стадиони, и тоа во Париз, Бордо, Ленс, Лил, Лион, Марсеј, Ница, Сен-Дени, Сент-Етиен и Тулус. 24 селекции се поделени во 6 групи, од кои пласман во следната фаза ќе обезбедат двете првопласирани, како и 4 најдобро рангирани репрезентации, кои ќе завршат на третото место во групите. Ова е трет пат Франција да биде домаќин на европското првенство, по 1960 година и 1984 година, кога станаа и европски шампиони. Најдобрите македонски ракометари денес отпатуваа за Злин, каде веќе утре ќе го одиграат првиот од двата бараш дуели против Чешка, преку кој ќе се брка настап на светското првенство во Франција следната година. Според планираното, нашата селекција ќе одржи еден тренинг во терминот од 12 часот и 30 минути, време во кое утре сабота ќе започне мечот со Чешка. За остварување на целта, црвено-жолтите најнапред утре ќе треба да извлечат позитивен резултат, односно да не бидат поразени. Па на реванш дуелот во Скопје во среда 15 јуни, уште еднаш преку чесите, македонските ракометари да обезбедат пласман на завршницата на светското првенство во Франција на почетокот на следната година. Ова беа сите содржини предвидени за овој централен дневник за 10 јуни. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.